Значи, добар ден до сите. Синдикатот на УПС и Сдружение на судска администрација денеска одржаа работен состанок испровоцирани од одлуките на Судскиот буџетски совет, кој се донесува во петокот и минатиот месец, и од немањето слух на Судскиот буџетски совет за решавање на суштинските прашања на вработените во судството. Со промена на раководството во Судскиот буџетски совет мислевме дека работите ќе тргнат на подобро, но за жал секој момент се враќаме само назад. Иако во досегашните разговори со Судскиот буџетски совет бевме договорени дека сите одлуки кои ќе ги носи Судскиот буџетски совет ќе бидат еднакви, како и за судиите, така и за судската администрација, судската полиција и помошно-техничките вработени, испаќа дека членовите на Судскиот буџетски совет, кои се судии, носат одлуки само во нивна полза. Од денешниот состанок на синдикатот НУПС и Сдружение на судска администрација произлегува три клучни барања, а тоа се корекција на одлуките за дотоците на плата за месеците септември и октомври, итно донесување на правилникот за судска полиција, односно правилникот за додаток на плата на судска полиција за висок ризик и конечна исплата на задржаните пари за време на штрајкот на сите категории вработени. Ви благодарам. Во својство на председател на Сдруженијето на судска администрација, сакам да ви известам дека на последната седница на Судскиот буџетски совет од 1.11.2019 година е донесена одлука за обезбедување на финансиски средства на име на додаток на плата во износ од 5% за судските службеници и 10% за судиите. Ваквата состојба предизвикува револт во редовите на вработените во судската служба, на судските службеници, бидејќи се повторува со состојбата за месец септември, бидејќи тогаш беше донесена одлука за обезбедување на финансиски средства на име на додаток на плата, меѓутоа во двојно поголем износ за судиите во однос на судските службеници. Револтот е предизвикан од едноставна причина што во конкретниот случај отсуствува критериум врз основа на кој една категорија на вработени во судовите се одделуваат од останатите вработени. Судската служба има легитимно право да бара појаснување од Судскиот буџетски совет врз основа на кој критериум таа една категорија на вработени во судовите е на некој начин привилегирана да добива додаток на плата двојно во повисок износ во однос на судските службеници. Со ваков начин на функционирање се занемарува, се обезвреднува работата на судската служба и тоа во никој случај не може да биде придонес кон јакнење на капацитетите на судската служба, на вработените во судовите, како една од стратешките определби и во стратегијата за реформа на правосудниот сектор во Република Македонија.